По повод 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, представници од локалната самоуправа, градското собрание, градоначалникот, пратеници, представници од политички партии, здруженија на граѓани и граѓани положија свежо цвеќе на спомен обележјата на прилепските херои и борци за слобода, кои носеле идејата за формирање на самостојна и независна држава. Делегациите се поклонија пред споменикот на Пере Тошев и му дадоа почит на херојот кој несебично се жртвувал за македонската кауза, давајќи го својот живот за издвојување на слобода за Македонија, а свежо цвеќе и почит за неговото дело и борба за добивање на автономна слободна држава му беше одадена и на Ѓурче Петров, чиј споменик е поставен во центарот на градот. Свежо цвеќе беше положено и на могилата на непобедените, како и на алејата на народните херои, кои исто така го символизираат и го потврдуваат историскиот непокор на македонскиот народ за слободна и независна македонска држава. Создавањето на внатрешната македонска револуционерна организација представува најсветлата појава во македонската историја, затоа што ја поттикнала идејата на македонскиот народ во тоа време за создавање на сопствена држава. Основите во уставот кои што се внесени во организацијата се почиваат на неколку начела, меѓу кои тоа дека организацијата е составена или основачите се македонци, дека идејата и целта е создавање на самостојна македонска држава во историските граници и исто така дека тоа ослободување мора да се случи без каква и да било помош од која и да било влада од соседните држави. Тоа самото по себе зборува за големината на внатрешната македонска револуционерна организација и благодарение на организацијата денес имаме самостојна држава. Од денешен аспект имаме обврска да ја продолжиме борбата за евроинтеграција на Република Македонија, за економски просперитет на Република Македонија. Истото можеме да го постигнеме доколку целото македонско општество се обедини и единствени чекориме напред. Генерално на овие празници секогаш повикувам на единство во целокупното општество, вклучително и на политичките партии, за да можеме да ги постигнеме заедничките цели, односно националните интереси да не бидат пред се. За жал еве констатираме дека денес не ги гледаме на овој голем македонски празник и се прашувам дали тоа значи дека не го почитуваат делото на внатрешната македонска револуционерна организација, дали не ги почитуваат делата на Гоце Делчев, на Јане Сандански, на Пере Тошев или Ѓорче Петров. Но сепак убеден сум дека најголем дел од членството и од поддржувачите на СДСМ не се сложуваат со оваа нивна постапка и од тука искрено се надевам дека во иднина пред се ќе ги ставиме националните интереси, а потоа личните, а во овој случај можам да кажам и интереси на други држави, а не на нашата Република Македонија. Заветот на нашите прадедовци го продолжуваме. Тие започнале токму на овој ден големата револуционерна борба за ослободување на Македонија. Сегашнија генерации, значи, продолжуваме со макотрпна работа да создадеме подобри услови за живење за сите граѓани на Република Македонија и градот Прилеп. И се надевам дека кон таа цел, тие цели и ќе ги реализираме и ги реализираме. Во оваа прилика сакам да го честитам овој голем празник на сите македонци, да ни е вечна Македонија. Унијата на млади сили се вклучи во одбележувањето на 23 октомври, денот на ВМРО, исто така како што се вклучува во одбележувањето на сите останати државни празници. Овој празник е посебно значаен за нас затоа што ги одбележува сите тие години на револуционерна борба и отпор кон тиранијата што се вршила врз македонскиот народ. Во тогашно време се бореле за слобода, сега на новите генерации не останува да се бориме за подобра иднина и се надевам дека сите ќе го следат тој пример за да имаме подобро утро сите ние. Во чест на празникот 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, градот постави и мозаик на Гоце Делчев и организира неколку пригодни културни настани.